На надпреварот по математика под менторство на професор Весна Кушевска, ученикот Душан Зашев го освои третото место и обезбеди пласман за учество во Олимпијада. Борјана Арсова беше пофалена. Учествував на републичкиот надпревар по математика и го освоив третото место, а потоа зедов учество на Македонската математичка олимпијада и освоив пофалница. Се тоа под менторство на професорката Весна Кушевска. Беше прекрасно искуство за мене и задачите беа тешки, но потребна е добра подготовка. На регионалниот надпревар по англиски јазик што се одржа во Штип, учениците работеа под менторство на професор Светлана Алексиева. Се вратија со пофалници и со освоено четврто место. 8 ученика ќе учествуваат на државниот надпревар во спелинг, што ќе се одржи на 17 мај во Скопје. Работат под менторство на професорите Весна Стефанова и Лидија Коцева. На 3 мај учествував за надпреварот по англиски кој што се одржа во Штип. Тој беше регионален надпревар и сега во сабота на 17 мај ќе одиме во Скопје каде што ќе се одржи државниот надпревар по англиски спелинг би. На регионалниот надпревар по биологија и хемија што се одржа на 10 мај во Штип учествуваа 7 ученика, од кои 2 се пласираа за учество на државниот. Стефанија Милинковска и Кристијан Топалов. Работеа под менторство на професорките Весна Данилова и Зора Чурева. Учествував на регионалниот надпревар по биологија кој се одржа во Штип и на тој надпревар јас освоив прво место и така се пласирав на државниот надпревар кој ќе се одржи сега во сабота во Скопје. Минатата сабота се надпреварував во опсегот на хемија за втора година во гимназијата Славчо Стојменски во Штип, каде што го здобив првото место и исто така се здобив и учество на државниот надпревар по хемија кој ќе се одржи на 25 мај во Институтот по хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Регионалниот надпревар во Штип што се одржа, освоивме едно прво место за учениците од втора година гимназија и по биологија, да, и едно второ место за учениците од прва година, Љупка Трајкова и Миленковска Стефанија. Децата работеа, односно учениците работеа, вложија труд, им се исплати трудот и продолжуваме натаму во сабота на државен надпревар, каде секој се надева на поголем успех, меѓутоа, како и да е, ние сме задоволни од това досегашното. Училишниот кошаркарски тим учествуваше на гимназијадата која се одржа во Охрид од 8 до 10 мај. Се подготвуваа под менторство на професор Мијалчо Апостолов. Го освоија третото место. Бевме на гимназијада во Охрид, освоивме трето место под менторство на професорот Мијалчо Апостол. Тренизите беа напорни, доста вложивме труд, сме задоволни со третото место и ова ми е прва година како учествувам. Пред се да ги поздравам нашите две телевизиски куки, затоа што најдоа време да го одбележат овој наш настан. Па задоволен сум и тоа сум многу задоволен, затоа што моментално во нашиот град нема ни една женска кошаркарска екипа која се надпреварува во некој од лигите. Девојчињата макотрпно работеа 4 месеци. Пред се сакам исто така да заблагодарам на управата на училиштето, на директорот на нашето училиште и на останатите колеги кои ни овозможија да се добро спремиме и да го направиме овој успех. Ученичките учествуваа и на регионалниот надпревар во фудбал кој се одржа на 28 април во Велес и го освоија највисокото прво место под менторство на професор Весна Стојанова. Оваа година со моето училиште настапувавме на регионалниот надпревар по фудбал, каде што го освоивме прво место, но сепак поради некои од фудбалерките кои што отидаа на екскурзија немавме можност да настапуваме на гимназијадата, но сепак сме задоволни и со ова. Исто така јас учествував и на гимназијадата со кошаркарската екипа на СОУ Лјупчо Сантов, каде што го освоивме третото место и сме презадоволни. Тројца ученици ќе учествуваат на националниот атлетски крос што на 16 мај ќе се одржи во Скопје. Се подготвуваат под менторство на професор Сашо Постолов. Ученичката Сара Стојкова под менторство на професор Валентина Симеонова ја освои третата награда на државниот надпревар по француска шансона.